А да видиме како службите лавовски се бореа со пожариве летово. Кузман разговара со директорот на Центарот за управување со кризи. Директоре, имавте тешко лето, полно напорно, полно со работа. Кажете ми како одеше процесот на гасење на пожари? Ме молам, јас сум нов директор, јас сум овде не полн месец од септември сум. Тоа е прашањето може на претходниот да се постави. Па дај честито тогаш. Фала, благодарам. Ти како е работата? Како што може да видите, јас сум овде не полн месец и веќе нема ниту еден пожар, нели, што само за себе говори дека јас добро си ја бавам дејноста. А што се однесува за миналите периоди летоска, јас што можев да констатирам вака е дека колегите не направиле на време тендерска документација да набават врачеви доволно, како би играле некои танци за дождови да паѓаат, ниту пак имале тамо, како се тоа вика, соработка со овие харп системи да пушти нешто дождови. Значи катастрофа тоа било, односно тоа на овој центар за кризи му требал интерен центар за кризи, тоа е вака наш интерен џоук. Така се смешно, да, така. Кажете ми понатаму што ви е планот за... Па да, тоа сакав и да се надополнам. Јас сакам уште веднаш да распишам овој што е еден тендер за врачеви, да може одма тука да пушти вода и да нема шанси, мислам, тоа да биде нити дожд да се запали, нити ништо, едина опасност ќе постои за поплави, меѓутоа отом потом доколку до тоа дојде овој да. Кажете ми дали тие врачови ќе може да работат и зимно време на снег? Ме дупиш? Како мислам би тоа за врачеви, тоа е за вода како може за снег, мислам. Тоа нема врска, нема логика, а у слалом тоа со снег, тоа се други служби, тоа е патишта и ова, така да не. Одговорот би бил не. Кажете ми, штедите се огромни, дали што ќе кажеш, што ќе додадете нова? Па, што можеме да дадам? Но, може да дадам неколку мудрости од типот. Каде што има дим, има и оган, онда има дека огинот е добар слуга, а лош господар е. Да не искочи се работава, дека село гори, баба се чешлам и така натаму. Значи, не треба да гледаме во минатото, да се вртиме тоа поминало, не треба да се грижиме за иднината, за тоа што уште не е дојдено тоа ќе биде будучност. Значи, треба да се живее моментот. Дали ме разбирате? Така, разбирам. Очигледно дека Коста Петров не работел само во Министерството за здравство. Директоре, кои се вашите планови за иднина при гаснењето на пожари? Моите планови се во иднина се посветам на семејството и да се посветам на моето хоби, а тоа е собирање на народни мудрости, како што може да видите тоа падна. Има и други, а имам и други зидови, има каде да се тие мудрости закачат и така тоа, да. Директоре, пожар, нешто гори позади вас? Да, и што има дим, има и огин, нема простор за опасност, тамо колегите запали они сега печат пипер, тоа е сезона на зимници и така. Така, ви благодарам многу, директор. Да, и ја исто ви благодарам и за времето.